Вести од светот на ТВ Стар. Започнуваме веднаш. Афганистанците денес гласаат за председател на вториот круг председателски избори. Фаворит е Абдула Абдула, кој на првиот круг освои 45% од гласовите, а неговиот противник е Ашраф Гани, кој имаше 32% од гласовите. Почетокот на гласањето беше одбележан и со неколку експлозии во Кабул, а Министерството за внатрешни работи соопшти дека нема жртви и дека експлозиите не ја прекинале работата на изборните органи. Финскиот премиер Јурки Катаинен поднесе оставка и изјави дека ја напушта лидерската функција во националната коалиција. Со ова тој се подготвува да стане член на Европската комисија, чиј нов состав ќе почне со работа од 1 ноември. Катаинен 10 години беше на чело на националната коалиција, а од 2011 година ја држеше премиерската фотелја. На утрешниот конгрес на неговата партија ќе се бира нов председател на партијата, кој ќе биде и идниот премиер, а главен фаворит е министерот за европски прашања и надворешна трговија Александар Ступ. 49 војници се убиени откако руските сепаратисти соборија армиски воен авион во Луганск. Министерството за одбрана на Украина соопшти дека транспортниот авион ИЛ-76 бил соборен при обид да слета на аеродромот во Луганск во текот на ноќта. Нападот се случил неколку часови откако Вашингтон соопшти дека може да ги потврди тврдењата на Киев дека Русија почнала да испраќа тешка воена опрема за проруските сепаратисти во источна Украина, вклучувајќи тенкови и ракетни лансери. Земјотрес со јачина од 5,4 степени по Рихтеровата скала предизвика паника меѓу населението во северозападен Пакистан. Националната сеизмолошка служба објави дека епицентарот на земјотресот бил во планината Хиндокуш во соседен Афганистан. Земјотресот најсилно бил почувствуван во пакистанскиот град Пешавар и во околните региони. За сега нема информации за евентуални жртви или причината материјална штета. Ричард Рокфелер, син на милиардерот Дейвид Рокфелер, загина во авионска несреќа на 65 годишна возраст. Според првичните информации, Рокфелер сам пилотирал со приватното авионско летало и се урнал непосредно по полетувањето од аеродромот Вестчестер. Тој се враќал дома по посетата на својот татко на имотот во предградие на Њујорк. Ричард е правнук и наследник на Џон Ди Рокфелер, кој своевремено стана еден од најбогатите луѓе на светот благодарение на својот нафтен бизнис. Гледавте Флеш Интернешнл на ТВ Стар. Следуваат регионалните вести. Довидување.